Во недела попладне, се надевам дека уживате и се надевам дека сте добро расположени. Да, го следите нашето ново издание. Во живо сме од Телеком Иновативниот центар и зборуваме на многу интересни теми. Една таква тема сигурно ќе ви биде многу интересна. Можеби ќе се пронајде некој од вас со оглед на тоа дека вчера беше, 31 ноември, односно октомври. Леле, јас сум месециве, добро, денеска 1 ноември. Или денот на вештерките, што би му дошло. Американците тоа си го слават секоја година многу бурно, си се маскираат, маскембали и така натаму. Ние тоа си го имаме како 1 април. И за тие маскембали, дали треба да се слават таквите денови и овде во Македонија, христијаните? Се разбира една интересна тема на која што може да се зборува многу долго, но ние ќе се обидеме во овие 15 на минути да ја срочиме. Ќе зборувам со пастир, духовен учител Константин Кајшаров. Добро ми дојде во недела попладне. Како си? Супер, одлично. Нема да одзимаме многу време, нели, како поминуваш во недела и така натаму, затоа што навистина имаме тема која што ќе биде интересна за сите. Бидејќи веќе спомна за ноќта на вештерките, самиот празник луѓето не знаат, сметаат дека тоа е забава за деца, забава за сите, нели, младиве. Меѓутоа, тоа е америчката верзија почнува од 1840 година на Халоуин и самиот празник представува славење на она што е зло, она што е смрт и она што предизвикува страв. Во позадина на сето тоа фактички е славењето на сатаната. Сатаната или ѓаволот или Луцифер фактички го имитира Бог кој што е троединен, или Светото Тројство, Отецот, Синот и Светиот Дух. Ѓаволот тоа го имитира на таков начин што тој се представува како Отец, неговиот син Белилај и имитација за Светиот Дух е духот на Антихристот. Со самиот празник кој што сега се практикува, кој што станува комерцијален и модерен, фактички се измамуваат христијаните и навлегуваат во чин во кој што излегуваат од сопствената вера и земаат учество наводно за забава, меѓутоа земаат учество во нешто кое што е окултно, мистично, кое што не сваќаат дека носи фактички последици. Какви се тие последици? Господ вика да немаш други богови освен мене, меѓутоа со самиот чин на славење на смрт веќе се доаѓа до состојбата да се отклонуваш од Исус, бидејќи Исус е светлина и дава живот. На друго место во Библијата објаснува дека Бог не ни дава дух на страв, туку дух на љубов, себевладење и сила, што значи дека стравот, страшните информации, хорор филмовите и слично не може да биде дел од забава, туку кога со тоа се бомбардираме во нашата психа и во нашето срце, ние веќе се заразуваме и инфицираме од она што е нечисто, од она што е зло и она што е спротивно од Бога. Меѓутоа се случува тоа да станува се покомерцијално. Иначе потекнува од ирците кога се населуваат во Америка и фактички они го носат оној пагански обичај да се поклонуваат на друидскиот бог Мук-Ола и фактички тоа се манифестира со давање на слатки на вратата кога доаѓаат деца и слично, се даваат слатки се со цел да го изнудат тој бог за да им даде плодна жетва. Меѓутоа тоа е потекнува од паганизмот и нема дел од оваа современа христијанска култура. Иначе сатанизмот, кога веќе го спомнавме, доста е расширен, меѓутоа кај нас ние секогаш си мислиме дека тоа е една состојба на мистика или научна фантастика. Меѓутоа не е така и во ово општество постојат такви редови. Меѓутоа карактеристично е што овој празник, ноќта на вештерките, почнува од 13 октомври и завршува на 31 октомври, што е всушност 13-ка, свртена обратно. Меѓутоа како почнува? Од 13 октомври они пикираат жртва, било тоа да е животно, дете и слично, и се случува крвна жртва на деца и слично, кое што се манифестира на 31 октомври кон први. Сега, кај нас нема доволно податоци, меѓутоа на Балканот, посебно во Хрватска, пред Халоуин во последните години се исчезнати околу 2500 луѓе кои што нема трак. Значи, тој тип на жртвување и тие состојби кои што ние мислиме дека само се на филмови, тоа постои. Затоа е многу важно да останеме во христијанство вистинско и суштинско, кое што не подразбира религија, туку молитва и жив однос со Господ Исус Христос. Според тебе, постојат вештерки, постои ли црна магија? Според мене не вештици како вештици не е така наречено, бидејќи тоа е поскоро како од сказните извлечен термин, меѓутоа постојат луѓе кои што се сатанисти и се манифестираат како во улога на магови или луѓе кои што предизвикуваат магиски дејства. Тие немаат лична моќ или паранормални способности, меѓутоа тие имаат знаење како да се поврзат со сатаната и со демоните, така да ја користат
демонската сила која што ја излеваат врз дадена индивидуа која што нели е потенцијалната жртва. Сега има луѓе кои што се завидливи, луѓе кои што се одмаздолюбиви, луѓе кои што сакаат да наметнат своја волја врз волјата на некој друг, било од семејството, било пријатели, колеги, и тоа најчесто е мотивот под кој што овие луѓе се обраќаат на други, односно овие магови или магепсници кои што се скриени под улогата на Божји луѓе, на икони и слично, всушност работат различни други техники. Најчесто изгледаат блажено и мирно и се, и никој не би помислил дека тоа се луѓе кои што работат од другата страна, но за жал постојат тие работи и доста го приметувам, значи јас сум интелектуалец, меѓутоа следам дека луѓето мислат ако кажат не верувам во магија, мислат дека се заштитени, нема никаква заштита со тоа. Туку единствена заштита е верата во Христос, молитва, пост, читање Библија, однос со Бога преку молитва. Тие се многу важни ситуации, меѓутоа постојат и симптоми на магиски действија различни. Не постои бела и црна магија, постои магија, се што е против човековата волја и изразување на сопствена волја врз некој друг, тоа веќе е одлика на магиско дејство. Меѓутоа, она што е интересно и карактеристично е дека симптомите на магиското дејство се манифестираат на различен начин. Меѓутоа, оној кој што го доживува тоа страда, било тоа да е духовно, било тоа да е емотивно, било тоа да е со физички проблеми. Најчесто човекот се чувствува како да е присутен тука, а не е тука, како да е свесен, да има контрола над себе си, а нема контрола на своите мисли, на своите негативни емоции. Добро, еве неколку примери, да речеме народски, нели, како да препознаат дека некој направил магија, Па најчесто кога долго време, значи нема никаков просперитет и кога долго време се врти во круг како циклус во кој што почнува една работа, а се враќа назад, најчесто тие луѓе се под магиско дејство и немаат како да кажам заштитен елемент кој што или филтер кој што би ги одбранил. Тоа најчесто се случува кога они се наводно веруваат во Бога, меѓутоа не знаат да растат во таа вера и најчесто се плен на оваквите нечисти сили преку предизвикани или преку демонски влијанија. Но она што е важно кога човек вака се осеќа, најчесто наместо да се исчисти од сето тоа, он влегува во посериозен проблем, односно одново се враќа кај бајачи, гледачи и сите тие од таа категорија. Што треба да направи? На таков начин, кога се обраќа кај гледачи, бајачи и слично, го предизвикува веќе Божјиот гнев, оди против Бога и врз него се наложува проклетство кое што се наследува до трето и четврто поколение. И овие информации се библиски, така да јас кога ги проверувам и кога ги истражувам и кога ги зборувам, го зборувам тоа јасно и гласно. Меѓутоа моментот е што во Библијата вели дека не треба да се обраќаме кај бајачи, гледачи, видовњаци, соновници, астролози и слично, туку да се обратиме директно кон Бога. Така да мојот совет е кон сите оние кои што има таков сомнеж или влијание, не да се плашат, не да се дистанцираат и да бегаат од луѓето, туку напротив да се дружат повеќе, да изразуваат многу повеќе љубов, многу повеќе дарежливост, дури и со лицемерни и завидливи луѓе, но секогаш тоа да биде со искрен однос, после молитва упатена кон Господ Исус Христос. Значи да не бидат злопамтила, да со добро да враќаат на сите. Никако, така? заради тоа што ако вратиме со добро, така го поразуваме злото. На зло не може да се победи со зло. Злото се победува со љубов, со добрина и во името на Господ Исус Христос. Така. Тоа е вистински начин да се исчистат, а да духовно да се изградат, тоа веќе го правиме со Библијата и со тој богоугоден начин на живење. Така, одлично. Имаме Марија на линија со прашање за Тино. Добар ден, Марија. Ало, здрава. Добар ден, како сте? Добри, еве ве пратам на телевизија. Да, благодариме. Повелете веднаш. Добра. Повелете со прашање? Со прашање до гостино Так. Константин Кајшаров, ако може. Така, повелете. Да, едно прашање, пошто имам еден проблем со, како да кажам, со нервна база, нешто на нервоза и Добро. таа слична работа, црна магија и така нешто. Мислите дека некој би фрлил црна магија? Па нешто на нервоза во таа база. Аха, бидејќи е нервозна нашата гледачка која што се јави, дали е тоа
Така е, поврзано значи, со... Па така дека може. Ви благодарам за јавувањето, останете, сега ќе добиете одговор. Многу е важно да се свати дека најчесто луѓето кога сакаат да излезат од своите проблеми и тоа и да немаат одговорност кон тој проблем, најчесто со изговорот се вадат дека тоа е магија. Во случајот може тоа да е стрес, може тоа да е напнатост, може тоа да е неквалитетен животен стил, така да тоа сите се последици на едно такво влијание. Меѓутоа кога станува збор за влијание од магија или од магиски дејства, некогаш тие се забележуваат со посредници, значи со материјали од типот на фрлање крв, коски, влакна и така натаму. Меѓутоа, дури и такви да се фрлени, дури да не е магија, психата на човекот знае тогаш да изреагира и на таков начин да настане стрес и потиснување. Меѓутоа, кога станува збор за магијско дејство, тоа е придружено и со различни типови на страдање кои што се од душевен карактер. Во смисла, кога легнува да спие, има мачење, има гушење, пропратена е физиологијата на самиот организам, веќе се пореметува pH-то, настануваат чести типови на страдања, инфекции, вируси и така натаму. И тоа трае. Значи, од едно излегува, во друго влегува. Еден проблем се случува паралелно, уште еден проблем се случува. Тоа е како еден постојан хаос во кој што човекот живее и се изморува и не ни се осетил дека за една година му поминала. Да. Извини. Василка, добар ден. Многу гледачи, Добар ден. така да имаат предност. Повелете, како сте? Добри сме. Ајде, веднаш со прашањето, за да имаме време и да ви одговориме. Добар ден. Добар ден, од Веле се јавувам, Василка. Повелете, господја Василка. Сакам да го пресам гостинот, а за моето внуче осеќам многу страв, мешето го боли, ке желудчето, по мајка му е многу приврзан. Што може да ми каже нешто за помош, да се ослободи више поголемо детенце со 4-то одделение? Така, еве сега ќе ви одговориме. Ви благодарам. Поздрав до вас и поздрав до Одговор сите. би И јас многу ви благодарам и поздравувам. Поздрав. Овој одговор би го искористил, вели, во љубовта нема страв, туку совршената љубов го изгонува стравот. Зашто стравот вовлекува казна, кој се бои, не дошол до совршенство во љубовта. Ова е стих од Библијата, каде што јасно укажуваме на тоа дека ако родителите немаат доволно љубов, или самото семејство, и ако немаат Божја љубов, ако не се слави Божјото име, тогаш први на тапет се децата и заради тоа се случува кај нив страв, уплав и така натаму. Решението не е кај бајачи гледачи, туку решението кога родителите ќе си седнат, кога ќе си се покајат, кога ќе се љубат и кога ќе си простат еден со друг, така на таков начин ќе завладее одново хармонија и тој страв ќе исчезне. При тоа со молитви кон Бога, детето и ќе израсне во стабилна личност, со вистински карактер кој како што одлика на еден христијанин. Така да секогаш сум за христијанскиот начин на разрешување на било каков проблем. Било да е страв, панични напади, било да се психички расстройства, депресија и така натака. Меѓутоа, луѓето често пати подлегнуваат на различна терапија медикаментозна, на различни овие состојби кои што се алтернативна опција, меѓутоа не се тие секогаш здрави и вистински начини за разрешување на ваков проблем, бидејќи така влегуваат од проблем во проблем. Ви спомнав дека Божјиот начин е да му се обратиме на Бога вистински, тоа не е забегано, не е нормално, напротив, тоа е единствениот разумен начин. Свештениците колку се информирани е друго прашање. Меѓутоа секој човек може да земе Библија и да почне да чита и да се помоли вистински од срце на Господ Исус Христос. Не станува збор за секта, религија и слично, станува збор за личниот однос кој што секоја индивидуа треба да си го изгради со Бога. Да, Константин, имам толку многу прашања, ама немам време. Ке морам да завршам и следна прилика многу набрзо ќе се видиме. Значи секогаш доаѓаат интересни, има скембали и слично, Халоуин така натаму. Меѓутоа после тоа секогаш доаѓаат фази и периоди кога децата страдаат. Зарем вреди детето да си го пуштиме во било каков маскембал, макар и цвет, во денот кога се празнува сатаната? Тоа не е одлика на христијанството и тоа е прв чекор да се излезе, да му се заврати грб на Христос. Извини, зборуваме за ноќта на Халоуин. Не зборуваме за 1 април, значи маскембал туку маскембал први, така? Заради тоа што во ноќта на вештерките наводно се е дозволено, ништо тоа не е дозволено и секој што учествува во таков тип, макар и да звучи забавно, на некој начин врти грб на Христос и излегуваат од влијанието и заштитата на Христовото присуство. Имам уште еден гледач. Океј, ајде. Ке мораме брзи да видиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, убав ден. Поздрав до вас и вашето семејство. Повелете. Фала исто и на вас. Сакам да го прашам гостинот, има внуче од 5 години. Добро. Добро. Намалете го телевизорот и поставете го целосно прашањето. Ајде, повелете. На многу чувствува нервоза, многу е нервозно, не знаеме што да му направиме. Добро.
Бидете со нас, сега ќе ви одговориме. Ви благодарам. А сега да пратим уште нешто, ако може. Повелете. Се види дека многу чувствува нервоза, многу е агресивно и не знам како да поставиме. До сега на лекар не е носено, ништо нема, ама многу е нервозно. Така, сега ќе ви одговориме. Ви благодарам за одвоеното време за јавувањето и бидете со нас до самиот крај. Така. Тино, повели. Значи има различни состојби кај децава, значи без разлика дали е 2 години, 5 години, 10 години, понекогаш се појавува хиперактивност која што не алудира на аутизам или на било која друга дијагноза. Значи од само по себе детето започува да станува нервозно, нетрпеливо, да одвраќа, да манипулира и на различен друг начин да го изнесува својот бес и гнев. Ако тоа е состојба на отфрленост кај детето како емоција, тогаш треба да се обрне внимание, да му се посвети и да се открие неговата емотивна структура. Но ако тоа се случува на еден друг начин, кој што е, да речеме, излегува од контрола и од разум, тогаш веќе станува збор за едно влијание демонско, кое што може да биде директно манифестирано врз детето, изразено со плач, со бес, со гребење, со обид за насилство и на друг различен начин. Во ваквиот случај ние веќе интервенираме со молитвен, со духовен пристап во нашиот институт. Меѓутоа, јас сите ги учам, дали се возрастни, дали се родители, сите ги учам дека сепак треба да растат во молитвен живот и тоа да го прават гласно, како и да ги учат дечињата барем на молитвата Оче наш. На крај, кога веќе сме при крајот, само ако ми дозволиш, Второзаконие 18, читам, вели, кај тебе нека не се најде некој кој би ги гонел низ оган својот син или својата ќерка, кој би се бавел со гатање, чародејство, вражање и волшебништво, никој кој би баел, кој би повикувал духови и души на предците или кој би се обраќал на покојниците, зашто му се гади на Господа секој што прави нешто такво заради таквите одвратности нив, и ги гони пред тебе Господ твојот Бог. Биди му сосем верен на Господа својот Бог. Ова е апел до сите, значи да бидеме верни на Бога и да не скршнуваме од христијанскиот пат. Константин, благодарам за одвоеното време. Следна прилика сигурно ќе имаме многу набрзо. Во време на интернет може да најдат комуникација со тебе, сигурно нашите гледачи. Така е. Ајде сега да се префрлиме во другото студио.